е руинирана сепак шалтер салата на поранешната пошта, сепак буди спомени. Помалку руинирана или во малку подобра состојба е оваа сала, помала сала, каде што имаше, од каде што се одвиваа меѓународни телефонски разговори. Тука од овој шалтер чекавме сигнал за да ни пушти операторот, за да може потоа од кабините да ги обавиме телефонските разговори со странство. Зборувам за 90-тите години, кога беше прилично скапо од домашниот телефон да се врти некаде во странство. Сето друго е во премногу лоша состојба. Во централното јадро на поштата, во оваа шалтерска сала се наоѓа, десетици шалтери на кои што граѓаните, освен што испраќаа пратки, примаа писма и така натаму, значи сето онаа редовна работа на пошта и сите поштенски услуги, тука се плаќаа сметки. Исто така во овој дел на ѕидовите стоја муралите на нашиот познат еминентен уметник Борко Лазевски. Тоа беа со мотиви на народно-ослободителната борба и тие за жал изгореа во пожарот кој што ја зафати поштата во јануари 2013. Станува збор за неверојатна градба, неверојатно архитектонско дело на Константинов, која што е изградена во 70-тите години и се вклопува одлично во постземјотресната архитектура на Скопје, кога е изградена, да речеме, во некој период и универзалната сала и други такви објекти во бруталистички стил, кои што се навистина впечатливи. Жално е што пропаѓа овој објект веќе со децении, меѓутоа еве се појави некаква надеж дека Министерството за култура и туризам во некој нареден период целиот овој објект ќе се вложи да го реконструира и на граѓаните не пошта, туку да им овозможи мултифункционален културен центар.